Преоѓаме на меѓународна политика. Дејан Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Сега ова треба многу внимателно да го изразговараме, бидејќи ќе проговориме за една тема која што е многу, вака би рекол, баш француска тема, а се работи за шпекулации, Теорија на заговори. Теорија на заговори, кои што се врзани за сопругата на францускиот председател Макрон и кои што патем биде речено некако се завртеа прилично изненадувачки, дури нема да кажем на најсериозните медиуми, ама и на медиуми кои што така од таблоидно тераат кон посериозни информации. Не останаа имуни на тие информации. Што станува збор? Сопругата на францускиот председател Макрон, Брижит Макрон, 68 годишната негова сопруга, е обвината, не е обвината, туку е излезено во еден десничарски магазин дека таа уствари била маж и дека со операција нели станала жена. Во претходниот живот, името било Жан Мишел Тронје, така е името, кое е он роден, па подоцна станал Брижит Макрон, наводно потврдението на овој десничарски седмичник или магазин. Тоа излезе во јавност на YouTube, имаше огромни прегледи и покрај тоа што е наречена теорија на заговор, сите се оградени, сепак имаше некаков интерес околу сето тоа. Некои од сериозните медиуми дури ја пренесоа таа шпекулација. Таа се закани дека ќе таа се закани дека ќе ги тужи, ќе го тужи месечникот и дека ќе ја тужи новинарката која излезе и која тврди дека има докази дека таа. Тоа е врска Дејан со предстојните француски председателски избори, бидејќи колку што ми велиш, Макрон не стои лошо на анкети. Макрон има блага предност пред десничарската Ле Пен и пред третиот кандидат кој е, не знам од кој редови, но е од, ми се чини, републиканците и тој не сум сигурен, но има добар рейтинг и ми се чини дека ова е еден дел од предизборната кампања. Ако се земе во предвид дека Брижит Макрон беше многу пати до сега во јавноста исмејувана поради своите години, таа е постара од Макрон 20 на години, беше нарекувана и Барби во менопауза, значи со некои такви погледи. Ја навредува на различни начини заради таа разлика во години, но морам да кажам дека Франција е многу специфична политичка сцена кога се во прашање овој вид на афери, бидејќи французите имаат еден многу повисок праг на толерирање на приватните животи на своите политичари. Познати се оние неверојатни истории околу Митеран и практично човекот кој што на крај и почина. Некои детали од неговиот приватен живот се многу вака колоритни, не беа објавени. Оланд имаше и љубовници додека беше многу контраверзен како љубовник, а не како политичар. И така натаму тоа се толерира. Се чини дека тие работи во француската јавност, тие да речеме во една Британија би била првокласни сочни афери заради кои би паѓале влади. До кралицата се ќе паднеше веројатно. Во Франција тоа може на крајот да резултира и со позитивен рейтинг. Па еве веќе рейтингот е добар, на Макрон е зголемен и покрај тие обвинувања, ќе повторам, таа била машко, тој бил хомосексуалец, значи тоа се еден стил на политичка борба кој се надевам дека кај нас овде нема да го чујат овие нашиве. Не, ние сме многу поконзервативна средина и во Македонија инаку приватните животи на политичарите се главно вон достапот на медиумите и не памтам некоја голема афера, освен онаја голема афера со господин Глигоров, која што ја раздрма политичката сцена, ама и тогаш не беа новинарите актери во објавувањето историјата, туку имаше еден друг контекст. Ајде сега да не влегуваме во 30 секунди. Да, сашо интересно беше у старт само да кажам дека новиот председател тогаш, нели Макрон, кога дојде на власт, имаше преседан беше воопшто во јавноста дека неговата поранешна професорка по литература и книжевност, уствари, му е сега сопруга 68 годишна, освен што беше цело време напаѓање поради годините, еве гледаме сега и друга димензија на напади, и третата димензија, само да ја кажам во интерес на времето, е дека секогаш е елегантна и секогаш има скапи чанти со неа, што исто така е еден детал кој во француската јавност и поради модата и поради во Франција да не бидете елегантен е веројатно но имаше еден поголем политички проблем дури од тоа да објавите војна. Да, само сакам да кажам на крај дека нешто слично беше обвинувана и поранешната и сопругата на поранешниот американски председател Барак Обама и тогаш имаше една теорија на заговор за Мишел Обама дека и таа е можеби, но таму тоа се брзо падна како интерес во јавноста. Морам да ти кажам дека
заради игра на случајот, слушав вчера некои подкасти кои се занимаваат со оваа радикална десница во Америка и кога веќе говориме за теорија на заговор, види, светот отиде толку beyond, значи не beyond, не преку секоја граница, туку недостижно напред во измислување глупости кои што се толку неверојатни, а имаат импакт, имаат влијание врз политичките Веројатно настави. луѓето сакаат малце да слушаат и нешто што Нема знаат. начин нема начин како да се контролира всушност. Едноставно ќе мора и Макрон и неговата сопруга да го преживеат. со тужба. Па можда и со тужба. А ова е инаку десничарски, Па ултрадесничарски се магазин, разбира, морам да кажам. Веројатно е обид во политичката кампања да ја подигне Некаква рейтингот, дискредитација, некаква... но направи контраефект, ми се чини, според за последните сега. анкети. Во 10 часот благодарам Дејан Андоновиќ, баш една интересна меѓународна тема, да не зборуваме за Русија, за Кина, за Тоа веќе се Украина знае. и така натаму. Секој нормално. И за Додик и за нашиот регион.